Кој е најдобриот македонски кошаркар што го имате тренирано и Вака се ако се вратам наназад, имаше многу кошаркари што сум ги тренирал, но некако има пресек од таа генерација со која што и играв, а потоа на некој им бев тренер, да не ги рачунаме тие играчи како Чековски, не знам, Мираковски, во фен индустри можам да кажам така играч кој што потоа направи извонредна кариера, кој што најголем впечаток и сум практично горд на неговиот успех, на неговиот развој е Војдан Стојановски. Во тој период во Фени имавме добар тим. Војдан се уште од Амак имаше една сезона во Крагуевац во Србија, кај што се полека наоѓаше и го земавме во Фени. И таа е сезоната кога Фени освои за прв пат Балканска лига и го освои шампионатот на Македонија нормално, а Војдан беше главен играч на тој тим со Соколов, со Џарид Фрај, со таа генерација. И тоа е интересно. Војдан е единствен играч на кој што никогаш не сум морал да му кажам побрзо, појако, да едноставно имаше таква енергија и така предетерминирана цел пред себе да успее и да има интернационална кариера, што се гледаше дека детето ќе успее. Потоа отиде во Украина, во Черкаси Мавпи, па потоа сите знаеме каква кариера имаше Војдан и во Алба и во Шпанија и во голем број на клубови. Можам да кажам дека тој е мој и најголем професионалец, а можеби и најквалитетен од таа помлада генерација што сум го тренирал. Мац? Па јас од тој тип кој што бев во тие клубови, практично беа клубови кои што беа проекти и беше во самиот старт потешко да донесеш играч, да го убедиш да биде во тој проект. Можам да го издвојам, значи иако сме ајде да кажам, и сме биле противнички играчи во тој период, иако и јас стартовавме како помлади со тренерска кариера, можам да го издвојам од македонските играчи, како играч Диме Тасовски, кој што бил, значи, играч кој што бил разновиден, како играч кој што можел да игра на две позиции, каде што во тоа време со таа висина која што имаш одличен шут за 3 поени и она кој што морам да го напоменам во однос на него, а и во исто време беше тука и Симич, кој што во периодов кој што е во последниве години што работам со помладите играчи, го нема тој надпреварувачки карактер, кој што постоеше на самиот тренинг, каде што тренингот завршуваше со последици, ајде да кажам, од контакти по играчите заради тоа што сака на самиот тренинг да победат. Во годиниве кои што изминале, тоа се веќе 10 години наназад, не сум го видел тој таков пристап со надпреварувачки карактер, каде што нема да навлезам само во тренажниот процес, туку ќе навлезам во делот на надпревар, каде што го живеа моментот уште пред надпреварот, се менуваа практично на последните тренези, од самиот старт на почеток на надпреварот гледаш дека постои тој таков победнички карактер. Би го одвел него од македонските играчи кои што поминале кај мене.